Шесто издание на меѓународниот фестивал за млади музичари, кој има надпреварувачки карактер, се подготвува од 24 до 27 април, ќе се реализира токму овде во Штип. За сите информации поврзани за учеството и за самиот фестивал разговарам со Горан Кавраков од Сдруженијето Уметност за сите. Како течат подготовките, има ли интерес за ова шесто издание на овој фестивал кој станува се поинтересен за младите музичари? Добро утро. Подготовките течат по нашите планови. Надпревар формиран 2019 година од страна на Сдруженијето за уметност за сите. До овој момент, односно до овој денешен ден, 1 април, до кога и траеше пријавувањето, имаме над 300 пријавени учесници. Меѓутоа имаме и доста од колегите кои ни информираат дека имаат и некои онлайн проблеми со пријавата, така да еве можност да ги информираме и нашите колеги дека пријавувањето ќе се одолжи, односно ќе имаме уште 7 дена, до 7 април ќе биде продолжено пријавувањето за овој надпревар. Организациониот одбор работи, значи комуницира со останатите членови од нашава држава и од соседниве држави, односно со комисиите, да го спремаме распоредот на точните термини каде што ќе може да настапат учениците, да можат комисиите кои се од нашава држава и од соседниве држави да бидат навремено информирани на кои денови ќе настапат во нашиот град. И еве да подсетиме кој се има право на учество? Право на учество имаат од 7 години па до 77 години. Тоа значи дека имаме оние професионални дисциплини и категории во кои може да учествуваат ученици кои учат и се запишани во музичките училишта. Но интересно е тоа што од пред 2 години воведовме она аматерска категорија, каде што имаме доволен интерес од оние, да ги кажеме, самоуки музичари, кои со голема желба и настапуваат и се пријавуваат на овој надпревар да се промовираат. Не има толку да добијат некоја награда, туку дружбата да запознаат нови луѓе, да запознаат професори еминентни од комисијата. Тоа не задоволува и сме многу среќни што имаме еден дел од тие настапувачи. Кои дисциплини се така најатрактивни и во кои се области ќе се надпреваруваат учесниците? Ги имаме дисциплините класична музика, во кои спаѓаат дувачките инструменти, пијано, жичени инструменти, ударните, хармоники. Она интересна поп и джез дисциплина, која ќе се одржи можеби оваа година на отворено во еден од клубовите во нашиот град, доколку не послужи времето. Ги имаме народните состави инструменти и теоретските предмети. Локациите, благодарение на директорите и на онаа соработка која имаме со институциите, конкретно со Безистенот, како и секоја година, Музичката академија во Штип, Домот на култура Штип, Економскиот факултет, ни се овозможени простории каде што ќе бидат поделени сите дисциплини, односно ќе биде направен распоредот каде ќе се одржат. Организациониот одбор, кој е составен од познати професори во нашиот град, како индивидуално, така и во колективниот дел, магистар Елена Мирчиева, Ирена Стевановска, Зоран Настов, Благо Јанев и Ангела Ареска, веќе се во контакт со оние професори кои ќе бидат дел од комисиите од повеќе држави, како што спомнав, да како и секоја година нивото го одржиме на квалитет, не на квантитет. Тоа ни беше и првата цел кога беше основан овој меѓународен надпревар. Ви благодарам за одвоеното време, имајте убава организација, убав фестивал. И еве на крај пак да подсетам почитувани гледачи, доколку сте љубители на било кој на тип од оваа музика, од 24 до 27 април местото ви овде, ве очекуваме, интересна програма и бројни учесници од земјава и од странство.